Затворена е амбулантата ортомедика во собственост на прилепскиот градоначалник Илија Јовановски, поради заразување со коронавирус на една од медицинските сестри. Во амбулантата биле вработени 4 мина. Градоначалникот денеска ги демантираше информациите кои што кружат на социјалните мрежи, дека и тој имал контакт со заболената од COVID-19. Во последните 15 дена воопшто се немам сретнато со никој од овие вработени во оваа здравствена организација. Со најголема индигнација ги отфрлам ваквите дезинформации кои што воопшто кружат вчера и денес. Веднаш после потврдувањето на случајот, согласно препораките за надлежните служби, амбулантата е затворена, а останатите членови на медицинскиот персонал се наоѓа во самоизолација. Тие разговараа со епидемиолошката служба, му кажаа дека во наредните денови ќе бидат тестирани. По вчерашното затворање на една текстилна компанија во Прилеп, поради тоа што една од вработените се зарази со коронавирус. Денеска во градот под Марковите кули се отвора прашањето дали истото може да и се случи и на најголемата странска инвестиција во овој град, фабриката Гентерм. Значи денес разговарав со директорот на компанијата Гентерм, каде што еден од вработените таму, неговото дете е со позитивен тест на коронавирус. Мојата сугестија беше да се консултира со епидемиолошката служба во Прилеп, го упатив таму да разговара и да ги преземи сите предострожности и сите мерки за најдобро можна комбинација како би работела таа фирма во идниот период. Од Гентерм вела дека се уште немаат потврден случај на COVID-19 од нивните вработени. Потврдија дека имаат вработен кој што бил во близо контакт со лице кое е позитивно на коронавирусот. Работникот е во самоизолација, бил тестиран и резултатите се очекуваат за неколку дена. Сите вработени кои што биле во некаков близо контакт со овој вработен се пратени дома во самоизолација во наредните 14 дена. Фабриката ќе биде затворена на 2 април поради дезинфекција, а сите активности се во координација со општина Прилеп и Центарот за јавно здравје. Се почитуваат и сите други мерки како социјално растојание на работниците, мерење на нивната телесна температура, чистење на објектот неколку пати во смена, дезинфекција на автобусите за превоз на работници, обезбедување на гелови за дезинфекција на секој вработен, како и сите останати мерки и препораки на СЗО, владата и локалната самоуправа на Прилеп, велат во писменото соопштение од фабриката Гентерм.